2 години во опозиција го истрошија Али Ахмети повеќе од 20 на власт, па сега преку козметички промени и избор на свој човек на чело на партијата, ќе се обидува барем на хартија да се повлече и некако повторно да ја враќа моќта која дуи од ден во ден ја губи кај гласачкото тело. Познавачите велат дека јасно е зошто се подготвува вакво нешто, бидејќи покрај тоа што под негово кормило партијата тоне се повеќе, тој веќе ја нема силата да раководи. Политикологот Џенури Сени за Алфа вели дека Ахмети не знае како да делува ако ја нема власта во своите раце. И годините го прават своето, Али Ахмети и на неговите политички појавувања не изгледа како во добра кондиција како пред минативе години, па и овие 2 години малце го истрошија во опозиција, бејќи дуи како политичка партија не беше навикната да биде во опозиција и се гледа дека не може да се снајде. Сепак јасно е дека Али Ахмети нема да се повлече туку така, без да биде сигурен дека тој од позадина ќе продолжи да ја контролира партијата, а не како што најави дека ќе делува во некакви ветерани на ДУИ и Сени не очекува дека Ахмети веднаш ќе се повлече, туку дека тоа може да потрае одреден период, па дури да ја предводи партијата на следните парламентарни избори. Тој сака прво да презентира личност во раководството на партијата, да се навикат на неговата политичка ориентација. Секој политички лидер пред да замине поставува свој близок човек кој што колку толку да има влијание и после неговото заменување во партијата, бејќи не е лесно 20 години или повеќе од 20 години да бидеш лидер на партијата и одеднаш да изгубиш комплетната контрола. Инаку главниот проблем поради кој дуи по 2 децении ја загубија власта се поврзувањата со криминал и корупција, токму поради сомнежите за сторени кривични дела. Најблискиот соработник на Ахмети, Артан Груби, заврши на црната листа на САД, а доби кривични пријави. Поранешниот прв вице-премиер е само еден од низот од редовите на интегративците, за кои постојат сомнежи дека се поврзани со криминални дејствија.